Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене. 2022, 23 јуни и 1 јули, од историско не за само една недела до големо да за францускиот предлог. Да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија! Во истиот стил на Ковачевски, првиот човек на државата, и тој прво кажа не. Јасна е намерата. Сакаат да се вратат на нивната стара теза која е срамна и која е невтемелена ниво науката, ниво фактите од историјата, дека овдека е по 45-та направена системската булгаризација. Но и тој не чекаше долго да го промени својот став. Предлогот, според мене, во овој формат, во оваа фаза е прифатлив. Сепак промените во новиот предлог по се изгледа беа само во главите на нашите политички лидери, не и кај оние во Софија. Знаете многу добре. Се зависи од подготвеноста на Скопје. Од нив очекуваме државна и одговорна политика. Бугарија е подготвена да го потпише најновиот протокол од мешовитата меѓувладина комисија. Власта се обиди, се уште се обидува да продаде теза дека сме прифатиле добар предлог за Македонија, предлог кој бил различен од првичниот. Ковачевски ни кажа и кои условувања сепак нема да ги прифатиме. Предлог кој би бил прифатлив треба да ги гарантира клучните елементи. Чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања не можат да бидат критериуми во преговарачката рамка. Преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската унија мора да почнат пред отпочнувањето на постапката за уставните измени. Сепак дали премиерот ја говореше вистината, чистата формулација на македонскиот јазик не беше демантирана веднаш по потпишувањето на францускиот предлог, и тоа од страна на тогашната министерка за надворешни работи на Бугарија, Теодора Генчовска. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония България не признава техния официален език. Ветувано беше и дека историјата нема да биде услов во евроинтеграциите. Сепак после се и ова излезе на вистина. Од Бугарија секојдневно ни стигнуваат пораки дека или ќе прифатиме промени на историјата, или ни следува можна нова блокада, а директни провокации ни доаѓаат и од членови на заедничката историска комисија со Бугарија. Ние като хора, като народ... И ние како народ имаме јасно минато, како родово, така и семејно. Исто така историските факти за нашите две страни, Бугарија и Македонија, се недвосмислени дека во минатото поголемиот дел од нашето население составувал една етничка група, односно еден народ, каков што бил на Вапцаров родот, географски македонски и народно, односно национално бугарски. Во тоа не може да има никакви сомнежи. Како што кажа премиерот, ниту уставните измени немаше да бидат услов за преговорите, но на крајот сепак стана за отворање на кластерите. Прашањето за уставните измени е сериозно. Тоа е државничко прашање, затоа што значи за окружување на процесот за отварање на кластерите. Францускиот предлог на улица ги извади и граѓаните. Во голем број 2 недели секојдневно излегуваа да го изразат својот револт. Ние сме македонци, треба да останеме македонци. Па ако го прифатат македонците предлогов, а и албанците, ова е срамота, ова е тажно, ова е жално и ова се гревови што допрва ќе ги плаќаат еден по еден сите заедно. Сепак граѓанскиот револт не беше доволен за власта, па во собранието си го протуркаа својот план. Иако првично се обиде да го представи дека било голема победа, како одминуваше времето, премиерот почна помалку да ја признава вистината. Не било толкав успех, па дури поради тоа му трпел рейтингот. И голем дел од одговорите не ме изненадуваат, со оглед на тоа дека тоа беше период на прифаќање на европскиот предлог во собранието, кога, односно веднаш после прифаќањето. На крајот сепак големата победа по се изгледа беше горчлива. Премиерот кој со кренати раце славеше во собранието, по неколку месеци се жалеше дека преговорите со Бугарија биле како да го бодат со нож во стомакот. Да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија! Чувството кое што јас го имам и чувството кое што го имаат нашите граѓани во претходниот период кога се водеа тие разговори, преговори, па и пред тоа,
е како некој со нос да ве сече во стомак. Цената што ние мораше да ја платиме за да станеме и членка на НАТО и за да ги почнеме преговорите со Европската Унија беше таква која што и на мене, а верувам и на најголемиот дел од нашите граѓани, им создава чувство како некој со нож да ги боде во стомак.